Поздрав! Денеска ќе ви зборам за нешто општо по македонски јазик, а тоа е народната литература. Што подразбираме и од каде е потеклото на народната литература? Народната литература води потекло од митологијата, од обредните песми посветени на божествата, од митолошките приказни, подоцна се развиле нови литературни творби, познати како народна литература. Кои се особеностите на народната литература? Особеностите на народната литература се: тоа се усно творештво, значи се појавило порано од писмената традиција, па затоа се создава и пренесува по усмен пат. Анонимно творештво, значи творештвото на песната или приказната не е познат творецот, авторот не сакал да биде анонимен, туку не е запамтено, не е запишано кој е создавачот, затоа ова творештво е анонимно. Творештвото е колективно, значи колективно творештво. Добликувањето и пренесувањето е колективно. Усно прераскажување. Главна особина е пренесувањето на устен пат од колено на колено, од генерација на генерација. Народната литература има варијанти, а тоа творештво се пренесува низ векови, се образувало во зависност од времето, средината, условите. На тој начин се создава варијанта на една иста песна. Песните кои не било доволно квалитетни со времето исчезнувале, а оние репрезентативните добивале повеќе варијанти. Импровизација. Во зависност од приликата кога се кажувала до творештвото, од публиката и од оној што ја кажувал, творбата доживувала одредени скратување или продолжување. Без разлика на сите предходни карактеристики, творбите ги задржувале своите општи места. Односно, мотивите и сижето, како и композицијата, бидејќи за секој вид постојат одредени композиции или шаблони. Народната литература се дели на народна поезија, народна проза и кратки фолклорни видови во стих или проза. Народната поезија е поделена на коледарска поезија, великденска, лазарска, ѓурѓевданска, за раѓање и крштење, свадбарска и тажачка. По тажачката се додонските. Тоа биле народни песни за време на разните манифестации што се одржувале повод празници или повеќе на дожд. Историските за настани и личности кои не се познати на историјата, а историски има јуначки, ајдучки, комицки, револуционерни и партизански на крај. Може да бидат и религиозно-легендарни трудови. Аргатски, жетварски, овчарски, занајачиски, печалбарски. Ние сите знаеме за аргатските песни. Аргати. Што се тоа?
тоа се надничари кои иделе по полето и обработувале земја, значи вршеле аргатски работи. Жетварските, во време на жетвата на житото, се собирале повеќе луѓе и тие пеа заеднички песни. Овчарски, знаеме дека овчарите, освен свирењето со кавали, гајди и други работи, имаат и песни. За најчиските, исто така за најчиите, и печалбарските, со се повеќе кај настапени кај македонскиот народ, пошто народот е печалбарски, бил печалбарски, значи имало и печалбарски песни или трудови. По овие идат песните за деца. А песните за деца може да бидат брзозборски, знаеме што се брзозборски, се кажува една реченица, да се кажува на брзина, залагалки, бројаници, приспивни песни за помалите деца. Потоа, да видиме нешто за лирските народни песни. Лирските народни песни искажуваат чувства и емоции, но за разлика од уметничките, денешните, каде тие се субјективни, тука се типизирани. Значи, типизирани или општи. Народната лирика го опфаќа секој сегмент од човекиот живот, таа е постојан придружник на човекот. Народните песни се поврзани со мелодии и игра, значи оро. Народните песни се пеа, игра, значи во ора. Ние знаеме дека имаме разни ора за разни пригоди, а тоа се повеќето за празници, свадби и така натака. Кај нашите лирски песни во однос на метриката, најзастапен е осмерацот, но има и друг, четверец кај детските, шестерец кај хумористичките и седмерец кај лазарските и така натака. Во епските народни песни се опева некој важен историски настан. Поточно, некој јунак кој е поврзан со настанот. Основна карактеристика на епската песна е нарацијата, односно раскажувањето на настанот. Во однос на метриката стилот е подолг, најчесто десетерец, јуначки десетерец. Тоа е јуначките песни се карактеризираат и со епска нарација, раскажувањето со свечен и ритмички говор и епска широчина. Јунакот се опева во трето лице, тој е детално опишан, а исто така и настанот што се случило. Епската широчина се постигнува со епски повторувања кои често се идентични од збор до збор и се нарекуваат епски ретардации, а нивната функција е да го забават или продолжат ритамот на епското дејство. Шематска композиција. Почеток на песмата е обраќањето кој слушателите да чујат за настанот и јунакот за кој се раскажува. А потоа следува типизирано епско дејство, дуелот или подвигот на јунакот, значи што се случило, како се одбивало дејството во тој настан. Се опишува какви јунаци, па оружја, па одела или како биле облечени и така натака. Тоа е шематиката или
шематизирана композиција. Поетиката и стилот. Во овие песни се користат силни поетски средства. Хиперболи, споредби, контрасти, алегорија, словенска антитеза и друго. А стихот е најчесто десетерец со цензура, пауза по четвртиот слог. Значи, десетерецот, ама се врши пауза во четвртиот слог. Епските протагонисти и антагонисти. Протагонистите се наши јунаци, антагонистите се нивните противници. Значи, нашите јунаци сегаш имале противници. И нашите јунаци се протагонисти во таа песна, антагонисти се противниците, се бореле со лута арапа и така натака. Епските атрибути, значи јуначки атрибути, особините на јунакот, неговото оружје, коњот, изгледот, облеката си кажа порано. Значи, јуначките атрибути. Ова беше за песната, а за прозата ќе ви кажеме во продолжување. Во народното прозно творешто разликуваме митови. Тоа се приказни со фантастична содржина, кои во почетокот било сакрални, не се сметале за литературни творби. Ликовите и настаните опишани во нив не се историски потврдени. Значи, во кај митовите нема историска потврда, туку тие се пренесени така, митски, а ликовите се опишани во нив по нараторот или тој што прикажува, покажува или приказната ја прикажува, легенди. Исто така, и овие творби се со фантастична содржина. Од разлика со митовите, тие се поврзани со вистински настани или историски настани што се случиле. Преданија се слични со легендите, но се поблиски до историската вистина и имаат пореалистичка основа. Значи, преданијата се поблиски до историјата и имаат реалистичка основа. Значи, се базираат на некој настан што се случи. Приказните на крај, како народна проза, се делат на фантастични, сказни, бајки, басни и животни и реалистички. Значи, приказни, фантастични и реалистички. Краткиот фолклор, видови во стили проза. Краткиот фолклор, видовите може да видат во стили проза, а тие се анегдотите, мали хумористички приказни, во кои се раскажува некоја смешна случка од животот на познати личности или позната личност која било тоа. Гатанките се состојат од прашални и одговори, а прашањето е метафорично, представување на предметот или појавата која треба да се погоди со одговор. Значи, гатанките се кажува со зборови нешто и тоа нешто да се најде што е. Значи, карактеристики на нештото и треба да се знае што е. Тоа најчесто го правеа постарите луѓе со помладите во долгите зимски вечери, ладни, и си кажува гатанки. Пословици и поговорки. Многу се слични по својата форма и содржина, со нив се искажува некоја народна мудрост. Разликата во тоа што пословицата е двочлен состав, составени се од два дела,
а проговорката е едноличен состав, составен од еден дел. Проговорката често представува дел од пословицата. Например, може да кажемо село гори, како проговорка од целата пословица, а тоа е селото гори, а бабата се чешла. Значи, проговорката е село гори, ама пословицата потоа се додава селото гори, а баба се чеша. Пословици се, например, и ако е виното кисело, ама срцето е весело. Бадијала работи, бадијала не седи. Без татко половина сирак, без мајка цел сирак. Проговорки пак. Рани куче да те лае. Со игла бунар не се копа. Бара влакно во јајцето. Тоа беше за народната книжевност. Ви благодарам, се гледаме и се слушаме во идните снимки. Јас сум професор Исак Османи, професор по македонски јазик и литература од основното општинско училиште Мемед Ерала, село Градец, општина Врапшиште. Уште еднаш пријатно и до гледање.